Продолжен викенд, ама тешко без финансии да се излезе од штип. Економската ситуација причина за да граѓаните празниците ги поминат во домашни услови. Едни ќе одат кај пријатели, други дома во двор. Ама за месо на скара сепак можноста се уште се има. Ние пензионерите дома ќе бидеме со внуците. Има ли се можност да се оде некој? Не, нема се. Нема пари. Според цените, според сето тоа, нема пари. Одат оние што имаат пари. Добри лични доходи. А ние пензионерите, ако штедеме, ама нема да идеме на одмор летен, 5 дена. Века домашно? Домашно. Дома. Ние бееме минатата недела. Надвор од државата сега нема шанси да одеме. Два недела? Нема шанси да ќе одеме. Бееме 15 дена у Аустрија, така да... А сега? Сега дека? Може да Радовиш да одам. Потроши 1500 евра. Отиде и магарито продадеме у Радовиш, нема со што да поминеме сега. Па сега, тешка е ситуација, очигледно е дека тешка се. Сите гледаш скапотија, се е скапо. Така да луѓето тешко поминуваат. Сакаме да зиеме јагнешко месо 500-650 динара мината недела. Сега 590, викат давале и нешто пива, мива е тамо. Ситуацијата не се само економските прилики, него и општата ситуација. И со овие случаи што беа во Кочани, некако нема волја човек за да преземе такви малку екскурзии по-блиску или да подалеку да се направи. Секој гледа во домашен амбиент, у својот град да си прекара, да се види со пријатели, познати и на тај начин, на излегување или у домашни прилики, а дето како се оди честитање на великденските празници, или со некоја друштво, некоја кафанче на по една-две ракички, да седнеш и толку. Најмалку 300 евра се потребни во джеб за да се тргне на викенд во државата. Граѓаните согласни дека има и такви кои што заштедуваат за ваквите споени викенди. Со жената за викенд најмалку па до Скопје само патот ќе те фане 50 евра. Испод, до Охрид, 500 нема, 300-400 евра гарант ќе те оде. Со спање, ако е обавезно. Ама има луѓе кои си водат од друг аспект, значи плановите си креират, така да дозволуваат си да претрчат кој за Грција, кој за вамо, кој за онамо и така. Во согласно со ситуацијата, помладите претежно за овој викенд заминаа на патување надвор од границите, а како најбарана дестинација беше островот Крв. Повозрасните кои беа решени за прошетка, заминаа на планинска дестинација.